Со часови и во детали како течела истрагата и откривањето на телата на убиените Вања и Панче, раскажуваше сведокот на обвинителството Дејан Димовски, началник во СВР Скопје за насилен криминал. Таткото на Вања уште утрото на 27 ноември, неколку минути по 9 часот откако исчезна девојчето, ја проверувал траекторијата по која возеле сега обвинетите. Пишувал пораки, кажи колку пари треба, па ги бришал од групата на родители, сведочеше началникот. Сомнешите за вмешаноста на Александар Ѓорчевски ја подкрепиле и со кажувањата на Боре Видевски и Велибор Манев, кои велеле дека Палчо добивал информации од внатре, односно од таткото кога девојчето ќе оди на училиште, но полицајците не нашле комуникација помеѓу Палевски и таткото на Вања. Еден ден ми се јави, рече имаме едно сомнително возило да го проверите, рече дека има кумбе со него. Не ни беше јасно што му е сомнително, но кога ја проверија снимката во Safe City, каде има подобри камери, ми рекоа дека тоа возило што му е сомнително на Александар е велешкиот Citroen. Ние веќе го поврзавме Citroenот со Кангото, а тој го спомна токму Велес. Возилото Рено Кангу ги носи до претресите во партијата десна, каде го апсат Владко Кешишев и други две лица за кои полицијата мисли дека ќе ги однесат до Панче Жижовски и неговото исчезнување, но покажувањата на Кешишев доаѓаат до телото на Вања. Се појави нешто бело, лицето на девојчето, се расплакавме, се јавивме на обвинителството, бевме во шок сите кога го извадивме телото, девојчето беше како живо, рацете и нозете ѝ беа врзани со стега, исто така на устата имаше лента, но девојчето беше како живо и тоа беше многу чудно, беше 3 декември. Во потрагата уште утрото на 27 ноември се вклучил и чичкото на Зорица Ѓорчевска, Митре Лазаров, откако мајката на Вања му јавила дека внука моја нема, а последниот сигнал од телефонот е на Партизанска, тој веднаш тргнал да ја бара. Кога пристигнав кај Силбо, кај слепата уличка, го забележав автомобилот на Александар. Тој беше внатре со еден полицаец. Тој не излезе од возилото, туку само ми кажа дека ако е Вања оттепана, ќе се оттепам и јас. На што јас одговорив, па оттепај се. Одбраната ќе приговара на денешните искази. Има прилично контраверзии во неговиот исказ. Тоа ќе го затоа ќе вложиме приговор, а по сослушувањето на Александар до судот ќе предложиме на одредени околности заради целосно расчистување на работите и соочување помеѓу Александар и господинот Музафер и денес сослушаниот сведок. На денешното рочиште требаше да се сослушат уште тројца сведоци по предлог на обвинителството, но судијата го прекина рочиштето. Нивните тврдења ќе се слушнат на 13 ноември, кога ќе продолжи судската постапка за двојното убиство.